Ојде времето порано беше кога ќе ти кажат така за сега да се чувствуваш. Ама ќе го вратиме, се што е наше ќе вратиме. Едно по едно, ние не се дрзаме. Имаме цело време пред нас. Господ е со нас. Ние сме силни зашто сме со Господ. Другите ќе се освојат ради нас и ќе го запознаат Господ. И едно по едно се ќе се врати. Се што е загубено, Бог вика ќе го надокнади. Амин. Јас сакам да верувам во тоа зашто верувам во сето ова и уште толку и толку што Бог го оставил за нас како ветување. Некои ветувања не се пишани по Библијата, а се за вас. Вие ги знаете. Јас ги знам моите ветувања, некои. А сакам да истражувам да ги знам сите ветувања или барем повеќето ветувања, што се за мене во мојот живот, за да не лутам барајќи работи што не сте за мојот живот. Имаше една изрека порано, што прежу таму, што седиш кога да пачиш јајца. Од сега натаму, таа изјава е позитивна. Договорено, туги. Од сега натаму, таа изјава е позитивна. Гуловот е по многу нешто убаво. Животинче, убаво нешто. По многу работа. По многу. По летаат, па се враќаат, па се верни, па носат писма, па чуда. Добра вест носат на некој начин. Така да ние сме во светот така, како гулови, зашто Светиот Дух е во нас, а тој е во представена, едно представите Дух. Гулов. Малахија кажува слична фраза, малце поинаква, да стражариме врз молитвата. Да стражариме. Да стражариш значи да не испуштиш тоа што го чуваш од вид. И што значи за? Ако ти дадат нешто да треба да го топиш, и ќе го топиш, ќе го чуваш под себе, да ќе запалиш огин. Тие што биле у војска на стражарење знаат точно што зборувам. Ако треба да чуваш некој магазин со оружје, само таму ќе видиш, ќе поминеш 100 пати. Данес случајно на пријател дојде и го грабне оружјето. И така да ние сме повикани да стражариме, квачиме врз работите. Целосно, потполно се согласувам. И да истраеме нештото. Може би главното нешто е, каде што ние запнуваме, е не да истрајуваме, а треба да истрајуваме. Амин. Битно е да истрајуваме. Битно е. Истрајувањето значи вера, трпение, долго трпение, самоконтрола, послушност кон Бог. Што друго ќе ви текне? Што го имаме како живот и дадено за живот и побожност кон Бог. И баш денеска за тоа нешто ќе зборувам. Дел, а тоа е 2 Петрова, 1 глава, 3 па до таму 10 стих. Каде што кажува што сме примиле и како стражариме врз работите. Мита пееше убаво, лице во лице пред Исус стојам јас. Просопол е грчкиот збор за лице во лице или пред ликот Божи. И тоа го употребува Гавриел кога ја објавува на Марија дека ќе биде таа што ќе биде благословена и ќе го роди Спасителот. И Марија прашува прашање што е најнормално да го праша, а тоа да побара знак. Нешто да има да ја охрабри. Нешто да има за да може да оди понатаму. Нешто зашто, луѓе, не знам, со некого зборевме на оваа тема пред некое време и он кажа, пишува таму, блажена е. Али ајде да видиме подлабоко што значи тоа и кои биле околностите. И дали тоа е толку блажено, ако збориме гледано од околностите. Зошто? Требало да замине од градот кај што живее, за да не ја пукне стран, така се вика тоа по-нашки. Зашто добрите вести се шират бргу, но лошите вести уште побргу се шират. И многу бргу ќе се дознаело дека да, Марија е времена, ама не од Јосиф. Времена, ама не знаеме од што, не знаеме како. Тоа знаеме, гледано човечки знаеме,
Нема шанси поинаку. И ајде друг град. Ама и таму да не се дознае. Ништо не било по-добро тоа општество од сега во однос на осудата, во однос на негирањето. Одмак е отфрлен. Како што тоа пробал да го направи самиот Јосиф. И ние имаме многу причини да отфрламе луѓе. Многу причини да отфрламе нешто. Но исто така една главна причина да ја љубиме вместо да отфрламе. А тоа е зашто ние сме прво возлюбени. И така да имало. Околностите, како е зборот, квичеле, притискале, укажувале на тоа, леле Марија. А Бог вика блажена. И свртив на Матеј 5 глава кај блаженствата. Да видам што и кој од прилика е блажен. Сигурно ги знаете сите и се најпознати кој од прилика е блажен. И тоа ме потресе во некоја смисла. Вика, блажени се бедните во дух. Самиот збор бедност, иако тука имаме доста контексти, сме го објаснувале што точно значи, но беден е беден. Бедните во дух. Бидејќи е нивно небесното царство. Блажени се оние кои тагуваат. Како бе, Исус? Како ви се можеш да кажеш дека се блажени оние што тагуваат? За да тагуваш, треба да имаш изгубено нешто. Така? За да тагуваш, треба да не си добил нешто. За да тагуваш, треба да не ти е потеј некоја работа. И Исус вика блажени се. Токму тие. Така пишува да не грешат. Знаете зашто? Зашто ќе бидат тешени. Состојбата која причинила тага не е вистинската состојба за која ти си блажен. Блажен си зашто ќе си бидеш утешен. Блажен си зашто стоиш лице во лице, просопол пред Господ, кој има секаква утеха за сега и за идниот век. Блажен си зашто си беден. Беден си зашто сакаш уште повеќе. Бараш уште повеќе. Истражуваш уште повеќе. И за такви вика припаѓа небесното царство. За тие што плачат, за тие што не седат мирни во позитивен контекст. Има убавина да не седеш мирен. Амин. Блажени се кротките, како бе блажени кротките, сите ги шутира навамо натаму. А си кроток, а тоа злоупотребиле, биди сигурен. Исус вика блажен. Зошто? Зашто ќе ја наследат земјата. Минатиот пат ви кажувал дека доброто ја крепи оваа земја. Дека Божјата добрина ја крепи оваа земја. Дека Божите луѓе, по кои Бог ги ставил добрините негови, ја крепат оваа земја. Никакви друштва, не знам, скрини, тајни, тоа е интересно тема на разговор секогаш. Зошто? Зашто ние сакаме секогаш да има мистерија околу нештото, да е непознато и као наводно тоа што не го знаеме, да баш тоа нас не одржава во живот. Тие 5 души таму седнат и 6 се договараат што и како, они го прават тоа. И затоа сега се молиме да не им успее и овој пат, и оваа година, и овој септември. Амин. Ние стоиме таму цврсто. Во шутка зборував минатиот пат, минатата недела после оваа служба имав таму зборував за каква војна ние војуваме. Ние војуваме војна против нешто што овој свет корпорира или соработува, ама ние гледаме како се вика тоа, суштината и од каде доаѓа, а не ефектот на тоа или со кого се работува. И затоа треба да знаеме дека нас ние плени сме пријатели. Амин. Не можеш да гледаш на некој човек непријателски. Знаете ли зошто? Немаш сила да го благословиш истината. Никаква сила нема да дојде од тебе, ќе не можеш да го благословиш. Ако гледаш крајно непријателски кон нештото. Кон човекот, не кон нештото. Затоа ние гледаме непријателски кон нештата што ги прават луѓето.
равнодушни, што ги прават луѓето непријателски настроени, што ги прават луѓето замајани, да не можат да видат, да не можат да чујат. И против тоа ние кажуваме. Стоп, не може повеќе така. Амен. Луѓето пробуваат во нивната себичност, во нивната егоцентричност, во нивната желба за голема моќ, пробуваат работи, но исто ние не пробуваме, делуваме. Амен. И така да делуваме во вера. Ова не се само храбрувачки зборови, зашто сме дојдени на неделна служба, па мора да се охрабриме, зашто треба да излезем, имаме недела дена пред нас. Да работиме на место кај што не ни се работи, да одиме да чуваме деца кога не ни се чува, да не знам што да правиме, да чуваме родители што ни сметали, не ни се чува. Што и да е? Што и да е? Што и да е? Додиме на плажа, а мене ми се седи дома, жешко е там. Што и да е? И тоа понекогаш представува невиден проблем. Невиден проблем. Тешко е. Тешко е. А некој ужива. Абе со зејтини се мачка. Ете разликата колку понекогаш е само до нас. Како ние ги перципираме, како ние ги разбираме работите и како нас ни легнуваат работите. И така да, абе, блажени сте вие кротките. Како да ви кажам? Блажени сте, земјава ја наследивте. Амин. Блажени сме сите ние што сме кротки, а не наивни во Господ. Нема врска едно со друго. Кроткост и наивност. Никој не појде. Не може да зборуваме за Божја мудрост и да зборуваме за наивност. Но некогаш се поставуваме наивни. И Господ сака да не учи таму. Господ сака да не расти таму. Али блажени сме. Друго. Знаете зашто го читам ова? Зашто е контрадикторно од она што мислиме ние во светот, дека е блаженство и дека сме блажени. Скроз контрадикторно. Скроз. Ама Исус не се секираше. Дали ќе влезе во медиокритетот и дали луѓето ќе го разберат она што сака да каже, да им се умилкува за да го разберат? Колку пати ќе ги смениме нашите теологии, дури и за вистината? Зашто сакаме да бидеме разбрани. А не дека тоа е целосна вистина што ја носиме. Некој кажа, не, имаше таму еден, не правеше компромис со вистината. Да, и ја. Но не се прави компромис ни со љубовта. Па да ние некого сакаме од поблиску, некого од далеко. Блажени се оние кои гладуваат и жеднуваат. За праведност, бидејќи ќе бидат задоволени. Две состојби се убави. Тоа е да си жеден и да си гладен. Стварно се убави, не знам дали сте размислували. Зошто? Зашто ќе се напиеш и ќе се најадеш. Вау. Една блажена состојба носи во нова блажена состојба. Значи нема сомнеш дека блажен е човек што гладува и жеднува за праведност, што е жеден за Божјото Слово, што е жеден да види повеќе во Божите луѓе, што е жеден да види повеќе во животот на Божјата црква, што е жеден да види повеќе во неговата фамилија, што е гладен за работите не од овој свет, работите од доној свет, од озгора. Блажени сме. Зошто? Зашто има наситка. Зашто ќе дојдеш до наситка, зашто Бог кажал во мене има секаква наситка. Нема да бидеме блажени ако немаме ветување дека во него има наситка. Нема да бидеме блажени ако еднаш барем не сме ожеднале и не сме се напиле од изворот на Светиот Дух. Нема да бидеме блажени ако барем еднаш не обламнавме и не се најаваме толку многу од Словото што не држеше цела година. Амен. Добра храна. Што произведува во нашиот живот? Да не можеме да престанеме да јадеме. Сте приметили дека некогаш мора ние да закочиме за да престанеме? Посебно кога е трпезата полна од секој нешто. Там само вика, ама бе ти сева што фрижидер. Нека има. Да не ми текне нешто. На кръста.
Блажени се милостливите, бидејќи ќе бидат помилувани. Не му попушти човек. Не му попушти, види што ти прави. Сте го слушнали ова? Ја многу пати. Блажени се чистите по срце, бидејќи ќе го видат Бог. Сега, ако сме во Стар Завет, и ако пееме уште чисто срце дај ми, што како песничка, што како не знам како уметност, како извик на душата, посебно на Давид, е супер. Но ако ја прифатиме како вистина за нашиот живот и да постојано бараме чисто срце, нема да бидеме блажени. Верувате? Нема да бидеме блажени. Зашто цело време ќе бараме нешто што е во нас и цело време ти го бараш, отвори го избегнуваш, го бараш, но го избегнуваш, го бараш и нон-стоп си ти во начаран круг, каде што ти бараш нешто што е, утвори не можеш да го најдеш, зашто тоа веќе е во тебе. Веќе е во тебе. И така да, ако сме чисти по срце, а сме, значи го гледаме Бог лице во лице. Амин. Го гледаме Бог лице во лице. Знаете што е одговорил Габриел на Марија? Кога побарала Марија знак? Јас сум тој што стои пред лицето на Бог. Тоа знаеш што значи во превод? Барем за мене. А верувам дека кога читате ви ги проширувате работите, зашто така треба Божјото слово, посебно Божјото слово има длабочина, широчина, височина, друго што должина. И кога јас читам, јас сум тој што стои пред Бог, го читам како нема поголем знак од тоа за тебе. Нема поголемо чудо за тоа од тебе. Дека стоиш пред лицето на Севишниот, на Семојниот, на се содржателниот Бог. Амин. 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 Но Мојсе имаше проблем да мораше другите да бидат светлината во неговото лице и светост. Ради превезот во неговиот ум. Така за да не бидеме постојано и постојано луѓе што други ќе ни кажуваат дека светиме. Да знаеме дека светиме. Зашто не може човек да не свети ако стои пред лицето на Бог. Амин. Блажени се миротворците, бидејќи ќе бидат наречени Божји синови. Кај си ти, синко Божји, миротворецу? Кој може да биде миротворец? Единствено оној што го носи мирот во него. Тој и никој друг. Дики пред неколку месеци најверојатно ни кажуваше многува работа дека Исус освери ги смири и двајцата најзакрававени. Памтите? А тоа беа Понтиј Пилат и Ирод. Ги смири. И сега има дебата, тоа беше политичко смирување ради ова, ради она, тоа беше... Не е била толку закана, посебно не на Понтиј Пилат Исус, за да мораше политички, само политички да се смири. Да се смират двајцата. Тоа беше зашто принцот на мирот е тука помеѓу нив. Зашто не може Исус да посети некого, па тоа дури и тие што го судуваат, а да не донесе нешто од неговото. Тоа е исто со нас. Не можеме негде да однесеме. Да не однесеме негде нешто. Од тоа што ги имаме во себе. Знаете што? Имаме многу непотребен багаж што носиме со нас. Многу непредаден багаж што носиме со нас. А Исус кажува и ќе кажува, предете ми го бремето ваше мене. Јас сум кроток и мојот јарем е лесен. Амин. Слободата Христова е јарем за нас. Како бе слобода и јарем одат едно, да.
И Павле кажува исто. Слободата Христова е јарем за нас. Јарем да можеме да бидеме слободни и да носиме слобода. Блажени се оние кои се прогонувани поради праведност, бидејќи нивно е небесното царство. Тоа значи, блажени сте сите вие кои за Христос пострадавте на било каков начин, а пострадавте. Самото тоа да те гледа така малце почудно. И тоа не е некој. Блиските тие, најблиските. Јас сум видел, сестра, не сте свесни колку ме сака. Посебно едната сестра. Ама тој дел од мене никако. Ни да го свари, ни да го засака, ни да го посака. Ја тоа го гледам. И не ми е проблем. Вчера ме пријател му кажува проблеми што се случувам сега, предизвици, кога сака да кажете што се случувам. И он ме сврти, ја мислам ќе кажува нешто решение, вика блажен си ти. Или браво. Браво, Павла. И кога прочитам го Матеј, стварно блажен сум бил. Стварно сум бил блажен. Блажени сте кога ве навредуваат, прогонуваат и говорат лажно против вас. Кога ние имаме капка, а ние имаме мал issues, дека и ние сме дел, не само таа капка, за капка треба не да бајца, а ми за танго треба бајца. Танго убаво, така. Но кога сме дел од нешто што навистина и ние малце сме закашкале работата, имаме на каков начин тоа да го истераме. И тогаш кога страдаме, некако пострадуваме малце оправдано. Но кога страдате ради Божјата праведност и ради Божјото име, јас сум сигурен, јас сум 100% убеден дека нема подобро место од тоа. Не зашто сме садомазохисти, па ние сакаме страдање, напротив, зашто е пишано, не само дека сме блажени, него тоа доаѓа, преку тоа доаѓа радост. Вика, радувајте се и веселете се, бидејќи голема е вашата небесна награда. Амин. Така да блажени сте кога ве навредуваат. А сте лажно обвинети. Тешко е, но не се кирите. Бог е на ваша страна. Секирајте се кога не е лажно. Зошто? Да кажеме извини, да кажеме ќе се поправам. Ќе гледам да го поправам тоа. Но кога сте лажно обвинети, Бог е на наша страна. Радувајте се и веселете се, бидејќи голема е вашата награда на небесата, зашто така ги прогонуваа и пророците кои беа пред вас и ја добија наградата на небесата. И после кажува Исус, што сме, сол и светлина, нели, праведност на овој свет. Така да ќе размислуваме за блаженост, да не размислуваме кули и палата, не знам на таков начин. Размислуваме и тоа е се во ред. Тоа е нешто што нас, ако имаме кула, ќе имаме, не знам, и ако срцето ни е на место, таа кула ќе го дариме на тројца бездомници, не знам, на четворицова, доле ќе направиме сала за... Јас знам која бев на комеморација на Мирчо, вика, он кади да оде, вика, посебно кога беа млади. Оде во други градови и гледаше на куќена. Стави и крст. Стави. Гледаш крст на таа куќе, гледаш крст на таа куќе. Зошто? Зашто имаа визија да отвараат цркви. И така да не станува збор за тоа. Него што кажува писмото? Дека богатството ни е таму каде што ни е срцето. Затоа срцето е втемелено во овие нешта. Блаженствата, не случајно Исус ги набројува на ваков начин. Тие се блаженствата. Блаженство е уствари да се познава единствениот Бог. Блаженство е вечен живот, а вечен живот е да го познаваш единствениот Бог Исус Христос. Амин. И оттаму да тргнат работите, оттаму да се придвижуваат работите, оттаму оттаму да протестираме, оттаму да сакаме да се оправат работите. Тоа е единствената, мислам дека, точка на стоење каде што и ние сме сигурни, и тоа што го бараме знаеме дека е за доброто на другите. Амин. И сакам да
да прокламирам нешто. Самарево го читав Еремија и ми остави голем печаток за, можеби, за состојбата во која се наоѓа црквата, во која се не само нашата црква. Не сакам да звучиме, нели, горделиво, па да речем, не, нашата не се наоѓа, другиве. Другиве ги приметувам се наоѓаат, но едноставно ситуацијата општо во Македонија и тоа што Бог кажува. И малце подолг, не е многу подолг текст, ама ќе го прочитам за да ја добиеме целата слика и представа. Тоа е Еремија, ако наоѓаш Андрејче 15 глава, од 15 до 21. Не било многу. Еремија, плачот на Еремија. Си поплакува човекот малку, што така треба. Така треба. Пред таткото ќе поплачеш нормално. О, Господи, ти се знаеш. Сети се за мене и посети ме. И одмазни се за мене на моите гонители според својата трпеливост не погубувај ме. Ти знаеш дека заради тебе поднесувам подсмех. И ова ми е малце горделиво, симптоматично. Ти знаеш дека јас, ти знаеш дека јас, ти знаеш ли колку јас, ти знаеш ли на каков начин јас, ти знаеш ли колку јас страдам, ти знаеш ли... Ова сигурно ги имаме слушано. Ги најдов зборовите твои и ги проволтав. Твоето слово ми беше за радост и веселба на срцето мое, зашто името Твое е призивано врз мене, Господи Боже, Саваот. Не, во друштвото со побивачи не сум се весела. Еднаш, два пати. Како кажуваше наш премиер? Ова никогаш се нема случајно, освен пред некој време еднаш и сега втор пат. Никогаш вика се нема, освен еднаш тогаш и сега втор пат. Со твојата тешка рака врз мене седев сам, бидејќи ти ме разнесе со јарост. Зошто е толку долготрајна болката моја и раната моја е толку неизлечива и никако да се залечи? Зар ти ќе бидеш за мене како лажлив извор, како неверна вода? Зар ти, Господе, што ти верував толку, што се надевав целосно на Тебе, што очекував само од Тебе, зар ти? И вика Божиот одговор. О, ти синко, што толку многу направи, а јас бев зафатен готвејќи ручек. Бев зафатен готвејќи, не знам, метејќи или не знам што. О, синко, извини за сето ова. Затоа вака рече Господ, ако се обратиш, ако се покаеш од твојата гордост на сето оно што го искажа, ќе те поставам пак на нозе и ќе стоиш пред лицето мое. Амин. И ако го одвоиш скъпоценното од безвредното, ние многу време трошиме за безвредното. Многу време трошиме за безвредното. Ќе бидеш како мојата уста. Нека црквата наша, нека црквата македонска биде неговата уста во општеството, во светот. Амин. Но нека се одврати секој еден човек од гордоста дека он со неговите раце направи многу. Еден човек кажа, многу работи не знаем и тоа треба да не држи во скромност. Ние треба да се одржуваме во скромност. Амин. Тие сами ќе се свртуваат кон тебе. Еве нова сезона за црквата во Македонија. Еве нова сезона за црквата Македонија. Тие сами ќе свртуваат кон тебе, а не ти да се обреќаш кон нив. Има ли Бог сила да го направи ова? Или зависи од нас? Или зависи од тоа колку и каде појдеме да го шириме Евангелието? На начини што досега биле помалку или повеќе успешни? Има ли Бог сила? Или ние ќе кажеме дека не е сега време? Зар има време, не време за Божиото царство да се шири? Зар може ние така да калкулираме со работите, чекајќи време за Божиото царство да се шири? Има периоди и повеци во нашиот живот, конкретно. Од тоа каде стоиме, каде смаѓаме и каде треба да одиме.
Но за Божето царство да се шири, времето е секогаш тоа. И Божето царство се шири. И за тој народ ќе те направам силен бронзен зид. Ние зборуваме, ние се молиме и ние веруваме дека црквата Божја е бронзениот зид за овој народ тука што живее. Без разлика македонец, албанец, сите тие што живеат, многу се. Имаме и доселени некои сега, имаме луѓе на гости што дошли од други земји, имаме студенти што доаѓаат. Ја памтам еден студент, го знае, викаше, иле ја Скопје го знам шош по шош. Толку јако беше македонскиот, али човекот дира. На времето на Тито беше лесно кога тоа студент и му паднало убаво, таму завојувале, 20-30 години студент. И ќе опраша домајки, зошто студирам, иначе и на крај мораше да се врати. И беше шош по шош да знам. Така да имаме се. Но ние црквата ќе биде и мора и е. Само треба да сме освестени понекогаш. Дека е бронзен, како пише зид? Вау! Силен бронзен зид. Тие ќе војуваат против тебе, но нема да те победат. Амин. Бидејќи јас сум со тебе, за да те спасувам и да те избавувам, вели Господ. Ова не е што се ние, спасувам. Спасувам. Да те чувам од сопнување, да те чувам од слизнување, да те чувам од напади, да те чувам од паники, да те чувам од болести, да те чувам од се што ќе ви текне. А што смета. И ќе те спасам од рацете на злодејците и ќе те избавам од рацете на насилниците. Амин, амин, амин. Црква Божја делува во ова. Повеќе од било кога. И секогаш има на повеќето повеќе, на повеќето повеќе. На благословот нов благослов. На предизвикот нов предизвик. Амин. Андрече, можеш да го најдеш со тоа што започнав и тука нека може би да привршуваме. Ајде на кратко само, нели, веќе колки кажа, имаме 4-неделна пауза од, значи да сме јасни, од неделни богослужби. Ние кажуваме црквата не е овдека, зашто утре ќе ја смениме и ќе идеме на друго место. Црквата не е ондека, таму каде ќе појдеме, црквата сме ние, храмот Божи си ти, лично ти и никој друг. За тебе ти си храмот Божи, негува го, чувај го. Така да во тој контекст црквата си е црквата, а си постои тука. Што значи тоа? Имаме формални и неформални собирање, имаме формални и неформални разговори, имаме формални и неформални дружења, така? И така да си ги негуваме едните и другите. Има кампови, сите тие што ќе бидат на камповите убаво да се поминат. Знам дека некои веќе беа на кампови и убаво се помина. Еднаш се насмеа колку се тие кампови за животот во црквата, не за црквата. Да се за животот на црквата, колку се тие кампови во летото добри или лоши. Али сигурно се добри. Сигурно се добро, затоа ги правиме. Така да треба да ги благословуваме. Амин. Кој рекоме да најдеме 2 Петрова? Околу плачењето. Ја верувам дека плачењето или тоа стражарење е процес. Процес тоа некојаш па ќе се умориш, па ќе повикаш пријател, така? Нели мажот, не само жената плачи. Процес каде што некојаш заеднички ќе стражариме или ќе плачиме. Процес каде што ќе надаваме, ја верувам дека тоа е хемиски процес. И тој хемиски процес расте, така? Значи почнува од нешто најпросто и завршува со испивување. И така да, и нашиот растеж во она што веќе сме го добиле за живот и побожност е процес, во кој ние соработуваме не 100%, како ни кажа, 102%. Неговата божествена сила ни подари се што ни е потребно за животот и побожноста, преку вистинското познавање на оној кој не повика според собствената слава и доблест.
Значи, овој нашиот Господ е толку славен и е доблесен и преку тоа не повика нас да бидеме славни и доблесни. Зашто ни се подарени неговите скапоцени и величествени ветувања. Величествени, знаете ли кога зборе тој величествени? Величествени ветувања. Затоа кажам на почетокот, сакам повеќе да ги спознавам кои се величествените ветувања од мојот Бог за мојот живот. Сакам да знам дел од величествените ветувања и за вашиот живот. Зашто така растеме и така се наградуваме. Радувајќи се, не љубоморејќи за оно што имаш тие што го немам јас. Него радувајќи се за истото. Има голема разлика. Еден човек, исто, со друг пријател збориме и вика, некои луѓе вика некако како да ме некоја работа порастава мојот живот и луѓето како малце да се дистанцира. И кога е човек добар, и кога има Божјата добрина, он секогаш ќе најде изговор да го оправда другиот. Зашто го познава Бог, е познава Божјото срце, е познава Божјата љубов и таа секогаш е тука да ги оправдаме луѓето, дури во најголемите глупости. Знаете зошто? Не да продолжат да прават глупости, него да ги ставиш во позиција дека можат да се сменат. И затоа не сме наивни. И он човек во тој контекст кажува, ама ги разбирам, не се зацврстени во словото им, не се зацврстени во ова или вака или така. И ја му викам, види, ако сме реални, едноставно е. Љубомора, завист. Тие се први работи што, кога ќе ни каже некој добро нешто, нас малце ни ја собираат устата како круши, оние што се во септември, во октомври. Ако ги гаснеш малце порано, ја собираат устата. И тоа нема никаква лошо во тоа. Тоа е на некој начин таа човечка природа. Работата е да не се живее, да не се ужива во тоа, да не го растеме тоа, да не го негуваме тоа, да ги негуваме или да ги пачуме другите работи, а не тие. Тоа не значи дека ако си христијанин никогаш ќе ги нема. Зошто? Зашто се потрудил со твоето лице, со твојот израз да не делува. И некој се научи толку многу да ги сокрие, што не значи дека е како да ги нема. Кога пишуваме со пенкало, ние не оставаме само маскило, оставаме и трак, така? И кога го пишеш со коректор, го гледаш истото, само не го гледаш на стилот. И после пробуваме нели со друго, со фломастер напишуваме, за да биде пошарено, хубаво, ама трагот од позади се познава. Така да не треба да криеме, тоест да прикриваме работи што се случуваат. Не треба да ги негуваме истите. Не треба да живееме, да им дозволуваме да прават седалка во нив. Па после тоа и да ги клачиме, па после тоа и стража да им чуваме, па после тоа тенда да им правиме, шатор. И ще да ви направам шатор на тројца. Тука да останеме. Петре, не знаеш ти што зборуваш. Токму, ајде ще да видиме да кај сме. Зашто ни се подарени неговите скапоцени, величествени ветувањата, преку нив да станеме соучесници во божествената природа. Какви силни зборови! Какви силни зборови! Што отрезнуваат, што освестуваат, што не раздрмуваат. Откако се отргнавте од Арсипаноса. Значи, одека е минато време, Петар им кажува на тие што се оттргнаа веќе. Оттргнавте. Се оттргнавме. Се оттргнавме. Амин. Ако некој не оттргнав, ќе се оттргне. Ќе го запознае Христос и ќе се оттргне. Која преку похотата владее во светот, токму и само токму поради ова. Токму поради ова сознание што имаме во Господ Исус Христос. Токму само поради ова и заради ова. Вложете ја сета своја сила. Се што поимаш како сила што Бог ти ја дал. All in. Ова Савајле го размислувал како all in влог. Тоа е инаку коцкарски израз на одење со се што имам, со сите пари.
некои прстени, ночари, жени, се има, оставаат, мажи, all in влегуваат. И сега ние сме повикани all in, со сета своја сила. И исполнете ја својата вера со доблест, за да не биде груба пред луѓето. Мора да има верата доблест. Ние сме доблесни, зашто повикани сме од доблесниот. Амин. А доблеста со знаење. Не можеме да останеме само на доблест. Не иде. Зашто сме повикани, зашто сите библиски школи, зашто сите алфа курсови, бета, уште кои не, зашто сите овие проповеди, зашто сите повици, дружи го, жвакај го, соборувај го Божјото Слово. А знаењето со самоконтрола. Една од најбитните ствари во нашиот живот е имањето и немањето на самоконтрола. И тоа е тесно поврзано секогаш со знаењето. Ние знаеме да се изгубиме во докажувајќи работи за кои сме силно убедени дека ги знаеме. Се губиме. Јас сум го видел тоа во мојот живот. Понекогаш за да испаднам во право, сум вртел како србите што кажуваат киша околу Крагуевац, со куп на добри зборови, на извадени зборови, се, за да дојдеш до поента и да бидеш во право. И знаеш што ми викава луѓето? Ти секогаш сум право. Значи, истото она што ти сакаш да го негуваш, што мислиш дека ти е силна страна, може да биде водење мочи во другите. И јас се приспитам. Искрено ви кажам, се приспитам и викам, да, управо се вие. Јас сакам Господа да смени ова мочи. А само контролата со трпение. Тако да работите. А трпението со побожност. За да не трпиме како едвај, некако, ако може во овој мој живот да дојде Христос да ме избави и да биде тоа. И затоа пишува дека трпението со побожност. Тоа значи дека кога ние трпиме, ние не трпиме како двај и издржуваме, него имаме благодат да стоиме цврсто врз она што го очекуваме, зашто трпението е секогаш поврзано со нешто што очекуваш во твојот живот. Имаш благодат за тоа, луѓе. А трпението, добро рекоме, а трпението со побожност, а побожноста со братолюбие. Или тука е употребен Филаделфија зборот, или филео, братска љубов. А вика братската љубов со агапе, со Божјата љубов. Зошто ако го имате сето тоа, и ако тоа се умножува, не сте безкорисни, ниту бесплодни во познавањето на нашиот Господ Исус Христос. Интересно е што тука кажува не сте безкорисни и не сте бесплодни и не кажува дека во делата, не во познавањето, зашто делата наши доаѓаат од познавањето на нашиот Бог. Делата Божи што ги правиме во нашиот живот доаѓаат од познавањето на Бог. И затоа Петар е јасен и дециден кога што кажува не сте бесплодни не во делата што ги правите, него во познавањето на Бог. Од кај што доаѓаат делата. Зашто тенка е границата, кажаме на почетокот. Тоест, дорека очитаме Еремија. Колку можеме тенка е границата да отидеме во тоа, ја правев ова, ја правев она, ја направив ова. Но оној кој го нема тоа, е слеп или кусоглед, зашто заборавил дека е и чистен од своите минати гревови. Многу интересна реченица. Многу. Значи, Петар кажува дека имаме се за живот и побожност. И оној кој го нема тој, оној кој не може да го согледа тоа, оној кој уште не добил откровение или не сака да добие, значи има луѓе не сака да добие откровение. Зошто? За да живеат во она што се во моментот. Зошто? Што откровението носи пробуда, откровението носи промена, откровението носи нови нешта, затоа откровение. А што правиме ние? Очекуваме нови нешта, а правиме стари работи.
И затоа Петар кажува дека тој што не може тоа да го види, тој е како слеп, тој е како кусоглед. И не вика зашто не гледа, зашто заборави. Заборавил што Бог направил во неговиот живот. И затоа Петар на крај кажува, затоа јас секогаш ќе ве потсетувам, за да не заборавам. Петар секогаш не потсетува. Павле исто така секогаш не потсетува. Светиот Дух во нас секогаш не потсетува. Ние ќе се потсетуваме. И ќе бидеме во позиција да не заборавиме. Амин. Така да, ова е all in влегување во нашиот Господ Исус Христос. Амин. Ова е all in влегување. Влегување со се што ни е дадено за живот и побожност. Ајде се молиме. Угрво ми плашеше за вода, Тато, хвала ти, Господи, хвала ти, да си идере на мана става, Господи, сами да ти поблагодарим. Да обожаваме Тебе, Господи, хвала ти, Господи, што си не повикал да уживаме во Твоето познавање и разпознавање на нештото, Господи. Хвала ти, Господи, што си не повикал да напредуваме во се оно што си ни дадал како алатка да можеме да го употребуваме, Господи. Хвала ти за она што си не поставил да можеме да го видиме, Господи, за да делуваме, Господи. Хвала ти за она што си не замислил да можеме да ги донесеме другите, Господи, во таа замисла, Господи. Хвала ти за она што си го донел како ветување во нашиот живот, да ги видиме во исполнување, Господи. Зашто тие се величествени и не смеат да седат на страна, мора да бидат видени, Господи. Хвала ти, Господи, за силниот повик Твојата црква да биде браник, да биде бронзен штит, Господи, за овој народ, Господи. Хвала ти, Господи, што не повикуваш на силнување работите од озгора да бидат тука доле, Господи. Како одгоре на небото, така и на земјата, Господи. Јас ти благодарам, Господи, што ти допираш секој еден живот, Господи, не само преку овие зборови, преку Твоето делување во него, Господи. Хвала ти, Свети Душе, што ти делуваш во секој еден, ти не оставаш никого равнодушен, Господи. Затоа секогаш кога ќе не видиш равнодушни, размрдани, Господи, протреси не, Господи, дувни не со ветрот, од лево, од десно, не ме остави равнодушни. Не ме остави празни, Господи, зашто ние никогаш не сме замислени за празни, Господи. И секогаш кога сме празни, ти, Господи, кажи ни дека сме уствари полни, Господи. Хвала ти, Господи, што навистина можеме да се надеваме на Твојата надеж. Нема посилно нешто да можеш да се надеваш на Божјата надеж. И затоа ние се надеваме на Твојата надеж, Господи. За ситуацијата во Македонија, за ситуацијата во нашите животи, за ситуацијата во црквата, за ситуацијата во црквата во Македонија, за ситуацијата, Господи, со немаштија, Господи, со економија, Господи, со енергија, Господи, со енергетика, Господи, со се што, Господи, вика и повикува со страх како лав, Господи. Хвала ти, Господи, што тоа само рика, Господи, околу нас, Господи, но ти си силниот што не спасува, ти си силниот што не носи по плодни почви, Господи. Хвала ти, што прекрасен, Господи. Хвала ти, Господи, јас благословувам, Господи, секој еден што се мачи, Господи, со депресија, да стане, Господи, од кревет, Господи, секој утро, Господи. Што тоа го прави само по навика. Го благословувам да не го прави по навика, веќе, Господи, да каже стоп на тоа, Господи, стоп на таа агонија, Господи. Јас сакам да станувам радосен, зашто ти си радоста моја, Господи. Хвала ти, Господи, за секој еден што се мачи со недовршени проекти, Господи, од кои некои се и животи, Господи, да се завршат, Господи, сега, Господи, во Твоето име, Господи, ти си тој што снабдува, ти си тој што обезбедува, ти си тој што повикува, Господи, од непостоење да дојде во постоење, Господи. И затоа ние бараме работи кои не можеме да ги видиме, кои навидом се во непостоење, да дојдат во постоење, Господи, во нашиот живот, Господи. Дали е тоа здравје, дали е тоа работа, дали е тоа финанси, дали е тоа, Господи, борба за правда, Господи. Ако некој е на суд и е лажно обвинет, Господи, нека се скрши тоа, зашто ти си негова заштита, Господи. Хвала ти, Господи, за сите книги што ќе бидат напишани, за сите слики што ќе бидат насликани, за сите песни што ќе бидат напишани и испеани, Господи. Хвала ти, Господи, што ние како црква стоиме цврсто и поинаку не можеме од тоа дека ти си нашиот благослов, Господи. Ти си нашиот благослов, Господи. Стоиме цврсто, стоиме таки и поинаку не можеме, Господи. Поинаку не знаеме, Господи, единствено од она што е да се надеваме на Тебе, Господи. Господи, јас прокламирам вера во секој еден од нас. Да видиме повеќе од
оно што до сега гледаме. Да бидеме позадоволни од оно што до сега сме задоволни. Да бидеме побезбедни од оно што сега сме безбедни. Да бидеме посигурни од оно што сме сигурни во моментот. Ја прокламирам во вера во секој ден од нас да се издигне на се што повикува во страх и да каже јас стојам со Христос и да води со рака во стопот. Фала ти, Господе, што нема страв што не е изгонет од Божјата љубов во твојата љубов. Алелуја, Господи. Славиме Тебе, Амин.